Коксаки, ентеро и еховируси се најчестите вирусни инфекции кои што се појавуваат во летниот период како последица на топлото време. Лекарите се децидни дека одржувањето на хигиена, миење на раце, термичка обработка на храната ќе ги намали и ризиците од вирусите. Овој период од годината, летниот период, се карактеризира со зачестени вирусни инфекции. Многу чести се коксаки вирусите, кои се манифестираат со висока температура, со осип под ланките и табаните, со појава на афти во устната. За овој вирус не постои специфичен третман, исто како и за другите вируси што не постои специфичен третман, освен симптоматска терапија за намалување на покачената температура и ублажување на болката. Добро познатите парацетамол или ибупрофен, како и внесување на многу течности за да се спречи дехидратацијата. Освен коксаки вирусите, многу се застапени во летниот период и ентеровирусите и еховирусите. А симптомите можат да варираат од поблаги симптоми до многу тешки симптоми, како појава на висока температура, болки во грлото, повраќање, пролив, главоболка, осип по телото, понекогаш и воспаление на конјуктивите. Аденовирусот исто така е летен вирус, кој дава висока температура, болка во грлото, конјуктивит, симптоми од горните респираторни патишта и многу често може да се јави и секундарна бактериска инфекција. Па затоа многу пати е неопходно да се направи и бриз од грлото. Овие вируси се пренесуваат по фекално-орален пат. Тоа значи дека со нечисти раце се внесуваат во устата, па затоа основно е редовно и темелно миење на рацете. Дехидратацијата е најчестиот здравствен проблем во летото, па затоа е неопходно внесување на доволно количество вода и електролити. Летните одмори се во ек, па лекарите предупредуваат дека при патување најчесто може да се добие цревна инфекција. Доколку се оди на одмор, се препорачува пиење флаширана вода, бидејќи така се намалува веројатноста од инфекции преку нечиста вода. Во случај на појава на пролив, треба да се зема пробиотик и секако внес на електролити и соодветен хигиено-диететски режим, односно внесување храна како компири, ориз, банана. Меѓутоа, доколку се појави профузен пролив, обилен пролив, потребно е веднаш да се јавите кај вашиот матичен лекар. Поспаност, замор, сув јазик, сува кожа и намалено мокрење. Доколку се појават некои од овие симптоми, особено кај помалите деца, лекарите велат дека веднаш треба да се јават на лекар.